Добро дојдовте на новото видео. Као што гледате Day in Life, нема фолирање, нема превара. Како што станав, ви се јавувам и ќе гледате еден ден во мојот живот кој што по мене можда ќе биде досаден, али можда вас ќе ви биде интересно. Почнуваме нов серијал, ова е епизода 1 и планирам да го терам како серијал. Ја одам прво да се пресоблечам, ја одам да се средам, вие тоа ќе го гледате. Малце ќе ме гледате полошо, малце сум набулкан и нема проблем. Катастроф. Окей. Така, одиме се таму. Позади мене е катастрофа, али ајде да не го тупам со ова. Магично да го средиме, може? Може. А ето, иако од овде ми е поубав кадар, јас ќе ви се снимам од овде. Рутината од 100 склека ја немам правено можеби добри месец дена. И изгубив таа дисциплина што мене ми смета. Затоа време е да ги направиме тие 100 склека. Одам да наместам кадар од септичија перспектива, али нема гаѓа. Сега ги ваѓаме ночарите. Обавезно пред се загревање, но ја тоа нема да ви го снимам од причина што ќе трае предолго. Идам со првите 10. Еден совет, да не ги правите од деннаш, правите ги поарно 10 по 10. Од причина што на сабајли уште не сте разбудени, колку сакате загревајте ми се, али идете полека. Ако сакате да направите проблем, испукајте ги 100 деннаш и тоа е тоа. Не сум лоша. А дефинитивно треба кат. Се осеќам како во филмовите кога ќе фрлат некој во бунар и вака ќе седи. И баш нешто вака слично е кадарот. Искрено стигнав на пола, не ми падна тешко после толку време на праење. Иначе обавезно нешто што е кај мене во денот 3 литра вода минимум, така да ова идам да го напунам се и после кога ќе ги завршам склековите да го снема цело. Беше малце поголема пауза од 2-3 минути додека ви кажав на вас нешто и додека наполни вода. Дека јас сум обично навикнат кога ги правам овие склеп да застанам на колена и се тоа одма да пуцам со друга серија. Сега малце правам паузи додека ви снимам и додека ви зборувам. Така што сега дека ми останаа 50, ајде да ги спукаме во 2 серии или во 3, зависи кој ќе се осеќа. Изи 20-ка. Че конкретно за склековија на сабајле ова ми е некоја врста на дисциплина, не на тренинг. Од причина што главниот тренинг следи после. Кој е агендата? После ова удираме туш, после тушот правам јадење, после тоа одам да завршам работи што имам некој конкретно денеска да плаќам сметки и уште нешто. После тоа имам дома за учење, после тоа имам нешто за едит, после едитот на вежбање, мада зависи тие едитот и вежбањето може да се свичнат. И не претерувајте со вода, тоа обавезно, иако на сабајле мора да пиете поише. Колку правите тренинг, помалце, доколку не, пола литар ви е доволен. Пред мене дека и тоа ми е малце некогаш, од причина што деколкав сум мечка. Што да не очекувавте да ме гледате случајно док се бањам? Што сте вие? Малце колку толку е подсредив и косава. Време е сега да направам нешто да јадам. Искрен да бидам, не знам што ќе јадам со баљево, најверојатно некој омлет. Одам јас да ги припремам со стојките за да не гледате како ги барам, да ме научам малце и да готвите за тие што не знаете. Да си ги вратам ја вака ночариве да полесно ми е. Како и да е, со стојките ги спремив. Што користиме за овој омлет? Патлиџан, пиперка, кромит и шунка. На овој пат ставив и чајна, бидејќи имаше уште малце па да ја дотрошиме. Правиме омлет со 3 јајца, се загрева зетинот, јаве си моабетам малце со вас. Фокус може? На фокусот. Да ви ги покажем јајцата, мислим, видовте како матим професионално. Само да пазим да не ги истурим дека толку ми треба. Ќе ги доматиме сега уште малце. Не ми е мене добро, жими се. Од прилика треба вака нешто да ви изгледа, оп. Сега за да гледате како се тоа го правам и го пржам, морам да ви сменам кадар, така да нема од овде сега да се гледаме. Даме да сменим кадар. Кога да проверите дали тавчето ви е спремно, го правите ова нешто само. Навалуваме ние на двојка во овој мој случај. Го земате ова и тоа оди директно во тава. Кога јас го пржам ова, вие можете да ставите лайк и субскрайб. Кога ви е ова спремно, како што ми е мене моментално, можете да ги ставите и јајцата. Оставате малце да се запржи. Ќе биде запржено, што му правите? Го подкревате. Тој слој што е горе останат го спуштате долу, но мене се уште не ми е доволно испржено за да можам повеќе да кренам. Мене е малце кадар, додека ова мене ми се запржува помалце. Да ви зборам ја од овде, дека ми досади да го гледам и овој кадар и најверојатно и на вас ставата да ја гледате. Мислим, јас сум поубав да се разберемо. Браво, тоа ми споредба со тава си направи, свака ти част.
И кога ќе ви е готово, само си го ставате, си го претурате во тањирче, чинија или како сакате, како и да викате, не ми е гајле. И вуала! Значи, све се дими, друга. До душа мене малце ми се растори омлетот, затоа и вака сервиран. Но вие ќе пазите и нема да ви се растори. Јас сум човек што јаде у соба 24/7 како и сите претпоставувам вас што ме гледате. Осим ако нема 30-40 плюс. Ако ми се пожалите за некое видео, ова видео имате значи 3 видеа. Тренинг видео, day in life видео, full day of eating видео. Срам да ви. Обично јадам пред компјутер или овој пат ќе јадам овде, зашто чеф ми е со овој кадар вака да ме гледате. Време е да седнам да јадам, вие ќе ме гледате, така да ќе биде изгледа брз таймлепс. Брате, не дека јас сум го правил, али е направите го омлетов и кажете ми у коментари или пишете ми на Инстаграм ваше искуство. Сега зимна ќе ви правам АСМР краток. И сеќате кад сам рекол да ќе таймлепс да биде кратак? Па лагао сам. Има да ви мљацкам се и да ви правам АСМР. Одам ја да јадам па се гледаме после. Еве сум сега се најдов, следно што имам одиме да плаќаме сметки. Ова го земам за попат, ја одам да се спремам и ме гледате кај што одам. Виждам сега и да снимам со телефон дека ми е подобро него да палам камера. Виждам да го завршам тоа ќе гледате на кратки делови. Јас завршив со плаќање, сега одам да завршам уште една работа што ќе видите после што ќе биде тоа и после тоа имам за учење, па одиме на тренинг. Опала, јас се вратив дома, хаос ми е коса од ветров, од ова, од она, али нема проблем. Вршив тоа што имав, се уште не ми е готово за да земам и да ви покажам што е. Ќе седнам да одморам малце и стартувам со учење. После тоа ќе видиме што следи, така да останете до крајот на видеото. Не знам зашто зборам вака, дај малце да се хајпнеме. Фатив на Скопски, тоа боже. Одам да одморам, па се гледаме после. Јас облеков дека залади. Овде имам тоа што ќе ми треба да правам. Нема да ве тупам многу, дека знам дека 99% што гледате ова школа не сакате. Тоа ме да почнам со ова, вие ќе гледате малце, па после тоа се слушаме кога ќе одам да јадам или да вежбам. И стигнаја работите. Отклучуваме и влегуваме напред. Овде зборам, а не се слушам ништо. Сап. Ради ова треба да се става поја. Ала, пријателе, што ме пушташ за излагање. Биче весело да се вози со ова. Треба да купим некој стенд за ова. Братов, глупе го пуштам, не иде, па брате, кај не си глупав, кај не идеш да те пуштим. Или здрав и жив, што да ти речем. Е вака за да се слушам кој што треба, одам ја да земам тоа што ми треба и покажувам кој ќе стигнам дома. Истина? Јас сум презадоволен како испаднале. Ми се допадна, доколку имате некои предлози, ваши постери конкретно што мислите дека добро би одговарале, слободно можете да ми пратите на Инстаграм и можеби некој ќе заврши на ѕид. Кога гледам овој кадар конкретно од овде, вака се малце понавака, враќам во некои носталгични времења кога стримав. Иначе да не се чудите што ќе јадам, имам супа, имам орис, имам батак. Болја комбинација пред тренинг не постои. Овој пат нажалост не спремав ја. Тоа е. И да, зашто овој пат јадам, тоест секој пат јадам пред компјутер. Гледам нешто увек. Имам многу да тупам, одам ја да јадам тоа. Екипа моја, одиме на вежбање. Еднаш ја заборавив камера кога тргнав пешки, втор пат не ми се идеше дека дојдов на пола пат и ми текна дека камера заборавив сталак. Сталачето е тука. Затоа е сега во овој момент одам со кола. Знаеш дека не сум лабилен, кога гледам ја у тебе не сум стабилен. Пријателе, пешачки имаш на 100 метра подоле. Братов, дали го видовте, еј. Ој, другар. Ајде бе, помини, ајде и тебе ќе те пуштим, ајде. Така е, мајсторе, за до Брвенца да стигнеш, рели возиш. Ајде, женска, вози, 5 све се напикале унутра, не знаеш жмигавец да дадеш. Не бе, дечки, не, ова е катастрофа. Дојдов ја на тренинг, денеска имам емоми, нема да го тупам многу, одиме со првиот емом, тоа е 5 минути 20 дипса. Продолжуваме со пирамида, дипсови, после тоа правиме 15 минути емом, 15 склека. Е па вака се одиме ние на склекови, да нема да ги правам сам, тука со мене и Лука ќе прави со мене.
Тоа е тоа, со тренингот завршив. Одам сега дома, лупам туш, правам нешто за јадење, јадам и понатамо ќе видите што ќе се дешава. Конечно се прибрав дома. Како што гледате над мене, ставив сликиве, значи веднаш ги ставив, многу полично дојде. Не сакам многу да го должам, одам ја да се истуширам, одам да едитирам малце и да поучам после на крај, тоест да повторам. Нема да гледате нешто што се едитира и како се едитира. Тоа е тоа во главно од еден мој ден. Ќе има секако парт 2. Доколку го сакате во некој од следните влогови да ви покажам баш додека едитирам и што едитирам и како едитирам, пишете у коментари. Пратете видео на баба, дедо, стрина, мајка, татко, брат, сестра, другар, другарка, пра дедо ти нека го гледа ако може. Фала што гледавте ова видео, се гледаме во следно. Доколку сакате што да изнакажав, room tour, editing, не знам ја, вие го гледате видео, ставете лайк, share, subscribe, пишете во коментари и се гледаме во некој од следните видеа. Чао! Ova zemlja u baba, ke ja brani me, a gospod